Се зголемува бројот на инфицирани од COVID-19 и во законодавниот дом. Досега тројца пратеници се позитивни на тестирањата, по еден од ДУИ и од СДСМ, а од денески една пратеничка од ВМРО ДПМН. Ширењето на коронавирусот меѓу народните избраници го актуализираше прашањето дали собранието треба и може да функционира онлайн. Владеачките СДСМ и ДУИ сметаат дека здравствената ситуација налага парламентот да работи од далечина. За ова прашање било разговарано на денешната координативна средба на пратеничките групи со собранискиот спикер. Мнозинството предлага измена на деловникот за да се овозможи така наречен комбиниран модел. Тоа значи дека само оние пратеници кои се заболени или пак се наоѓаат во изолација поради контакт со заболено лице, присуствата на седниците на собранието и на работните тела да можат да ги извршуваат онлайн. Во време на сериозни предизвици, на граѓаните им се потребни институции со целосен капацитет. На граѓаните им е потребно собрание кое ќе биде во можност да ги извршува своите функции и во вакви околности. Опозицијата е против ваквото решение, вели дека е неуставно. Од уставно-правен аспект, собранието не може да работи и одлучува преку онлайн апликација од едноставна причина што постои јасна уставна норма, член 69, која налага присуство на собранските седници на мнозинството од вкупниот број на пратеници. Ако бил уставот за онлайн сесија, ќе пишувал учество, а не присуство, како што е прецизно утврдено и со деловникот, напиша Антонио Милошовски на својот Facebook профил. Даваме време на опозицијата да рефлектира и да биде на ниво на ситуацијата со која се соочуваме ние и целиот свет. Значи, бараме да бидат конструктивни и во суштина ние не бараме да се овозможи на некој друг да гласа, туку да гласат на тие што имат волјата на граѓаните, тие што се пратеници, само што разликата е во тоа што се подразбира под присуство. Значи, во деловникот стои присуство, не таксативно физичко присуство. Ние сакаме тоа да го прецизираме во деловникот, дека присуство може да е физичко или пак присуство преку онлайн седница. Ако нема договор за начинот на работа на парламентот поради отсуството на двајца пратеници од мнозинството, кој и онака е многу тенко, виси донесувањето закони важни за функционирањето на државата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.